Додека секојдневно се борат со горештините, граѓаните ни не помислуваат на огревот и грејната сезона која полека но сигурно наближува, а огревот или е се поскап, или го нема, или е неизвесен. Сиромаштијата будно ги следи информациите за движењата на цените на дрвата, пелетите, струјата, за да може со затегање на други трошоци да си овозможат колку толку топла зима. Последните бранувања кога е во прашање огревот се последица на мерката за враќање на ДДВ-то од 5% на 18% на пелетите, што значи ново поскапување и удар по стандардот на тие што ги користат. Трговците со овој енергент велат дека ако досега еден тон граѓаните ги чинел од 280 до 300 евра, со зголемувањето на ДДВ-то ќе плаќаат значително повеќе. Токму затоа, сите засегнати бараат ДДВ-то да остане на 5% се до целосно надминување на енергетската криза. Инаку проблемот го усложнуваат и фактот што голем број семејства инвестираа во печки на пелети, па тешко им паѓа евентуално преминување на друг енергенс. Не е подобра ситуацијата и со огревното дрво, кое како одминува летото, така бележи раст во цената, особено кај приватните снабдувачи. Популарниот кубик, односно метар просторен, веќе се нуди од 4500 до 5500 денари во регионот, што за многу семејства е недостижна цена. Шумските стопанства под капата на национални шуми кои стопанисуваат според диригирана цена, која е пониска од пазарната, се под огромен притисок на граѓаните. Од една страна е невозможно да се одговори на сите побарувања за дрва, од друга заложбите се секој семејство да му се обезбеди огрев. Од тука тензичните ситуации во подружниците се почести и доправа се очекуваат.